Државната изборна комисија до граѓански организации кои се заинтересирани да ги следат изборите упати повик за едукација за процесот на набљудување. На обуката може да учествуваат сите граѓански организации кои се регистрирани согласно со закон, најмалку една година пред денот на одржувањето на изборите, а во чии статути е вклучено начелото на заштита на човековите права. Обуката ќе се одржи во петок од 10 до 12:30 часот во Хотел Парк во Скопје. Од Скопје ВМРО ДПМН ја почна кампањата за изборите. Својата програма ја представи кандидатот Орце Ѓоргиевски. Почитувани, Скопје денес се соочува со големи предизвици. Загаден воздух кој ни го краде здравието, но мораме да го промениме тоа. Да ме сметам сериозно на тебе за оваа работа. Метеж во кој губиме часови и не смееме да го прифатиме како непроменлив факт. Диви депонии што не посрамотуваат, а нема да се смириме додека не ги изчистиме истите. Јавен превоз на рап на колапс, а сме град кој знае и може подобро. Ова не се почитувани само статистики, ова за жал е нашето секојдневние. За председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, ова не се само локални избори, туку можност конечно да се поразат сите што не и мислат добро на Македонија. Немојте да се залажуваме дека оваа битка се само обични локални избори. Ова се избори за финалната битка за тоа каква држава сакаме. Ова се избори за тоа каква порака испраќаме до сите оние кои урива наместо да градат, правеа представа наместо да штитат. Нив ги симнавме од власт, но сега треба да ги поразиме и да ги испратиме во пензија. И кога ве гледам во волкав број, колку не има вечерва, колку многу реки народ се слеа по улиците до оваа преполна сала. Јасно е, ќе победиме сите заедно. Македонија ќе победи. Изборниот караван на СДСМ започна синоќа од Крушево, каде председателот Венко Филипче најави дека започнала борбата за секој дом, секое семејство, секој град. Од овде, од Илинденско Крушево, ја испраќам пораката, СДСМ нема да се откаже борбата за нашиот дом, за нашата Македонија. Не се откажа ниту нашите предци, илинденците и јасномците од целта за слободна, демократска, независна Македонија. Ке го продолжиме нивниот аманет за подобра иднина за нас, за нашите деца. Почитувани присутни, ВМРО ДПМН е на власт веќе година и пол, 4 години локална власт. Практично апсолутна власт. Покажа дека се неспособни и како централна и како локална власт. Немаат капацитет за политики кои државата може и треба да водат напред. Видовме дека граѓаните не им се приоритет, важни им се само нивните лични и партиски интереси, нивните луксузирања и нивните уживања. Заборавија на граѓаните, оваа влада не донесе ниту една добра политика за граѓаните. Кандидатката на СДСМ за градоначалничка на Скопје, Каја Шукова, со обраќање преку социјалните мрежи ја најави својата кампања. Денеска ја започнуваме изборната кампања со јасна визија за едно подобро, похумано и поуредено Скопје. Нашиот град заслужува чист воздух, современ јавен превоз, повеќе зелени површини и решенија кои ќе им го олеснат животот на граѓаните. Мој приоритет е Скопје да стане град кој се развива рамномерно, град каде што секој дел, од центарот до најоддалечените населби, ќе има еднаков пристап до услуги, инфраструктура и инвестиции. Нашето мото е: се бориме за нашиот дом. По оневозможувањето за изборно рекламирање на левица, од оваа партија најавуваат тужби дури и во Страсбург. Одржаа и протест пред Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги. Денес ја почнуваме кампањата со оваа герила акција во знак на протест. Денес сакаме да изразиме огромно незадоволство од одлуките кои ги донесоа АВМУ и ДИП заедно.
Ова е класична политичка цензура за која денес ние сведочиме, а ускратено ни е целосното политичко рекламирање и целосното финансирање за оваа кампања. Ова е преседан од невидени размери. До сега нашата плуралистичка демократија не памти ваков преседан и ова не е само удар за левица, ова е удар и за демократијата во целост. Амар Мециновиќ од Левица како кандидат за градоначалник на Скопје го лоцираше проблемот со јавниот превоз во главниот град. 3 години бев советник во град Скопје и 3 години се молев за најпростата работа на светот, тоа е набавка на нови автобуси. Џабе, затоа што на партиите на олигархијата најбитно им е да прават кеш на нашата мака, не да ги решаваат проблемите на граѓаните. Цел град се вози со автобус, луѓето одат на работа, школа, факултет. Затоа за нас број еден приоритет е јавниот превоз и негово решавање. Прво треба се набават нови автобуси кои ќе бидат достоинствени за нашите граѓани. Второ, ни треба нов концепт на автобуски линии, затоа што со помалку линии може да се опслужат повеќе граѓани на подобар начин. Овие автобуски линии се стари неколку децении и не одговараат на оваа реалност. Трето, ни треба алтернативен превоз.